Здраво, момци и девојки, Атанас Кирјаковски тука од Наука за сите. Како и секогаш, и денеска имаме една интересна лекција за употребата на табеларните уредувачи. И денеска во Google Spreadsheets ќе направиме една многу корисна и интересна алатка, односно ќе направиме наш пребарувач, кој што динамички ќе пребарува содржината врз основа на нашето побарување, нели, во истиот. Со цел да го направиме тоа, ќе употребиме две функции во Excelот, односно две формули, тие се индекс и match, и со помош на нивното комбинирање ќе го направиме тој пребарувач. Ајде пред да продолжиме, значи, со деталите на пребарувачот, прво да ги објасниме овие две функции, односно две формули. Што представува индекс? Индексот, формулата представува локално формула која што ни обезбедува, ни овозможува, тоест локално индексирање на некаква табела. Ако забележувате, тука имам табела на семејството Андреевич, односно тоа е семејството од Диво Месо, или добро познатата драма на Горан Стефановски. И во колоната Б ги имаме имињата, Димитрија е таткото, односно во колоната С се напишани улогите, значи Димитрија е таткото, Марија е мајката, Симон најстариот син, Стефан и така натаму. Значи ова е семејството Андреевич. Може да забележите дека оваа табела е позиционирана со тоа што нејзината горна лева келија започнува во ред 2 и колона Б, додека нејзината долна десна келија завршува во ред 8 и колона С. Кога го употребуваме индексирањето на самиот табеларен уредувач, значи кога ја означуваме локацијата на секоја келија поединечно со помош на искажување на редовите и колоните, тогаш станува збор за еден вид на апсолутно индексирање. Значи, кога велиме дека оваа келија во А1 се позиционира во сооднос на координатите кои што ни ги дава самиот софтвер. За разлика од формулата индекс, која што ни овозможува да го локализираме индексирањето на само една табела и со тоа да реферираме на вредности во одредени келии врз основа на тој локален индекс. Во овој случај, например, бидејќи оваа табела е изместена од апсолутните координати на табеларниот уредувач, може да видиме дека, например, Димитрија, келијата се наоѓа во првиот ред, тога ги означив редовите, односно би бил втор ако ги означиме од тука нагоре, без, нели, да не го земеме в предвид насловот на колоните. Значи, Димитрија би бил во прв ред, Марија би била во втор ред и така натаму, додека првата колона е означена со единица, би била ова, втората би била ова. Значи, првата е во Б, втората е во С. Со помош на со помош на формулата индекс, значи може да извлечеме информации од локално индексирана табела. И тоа на следниот начин. Значи, еве да демонстрираме прво оваа формула. Пишуваме еднакво, индекс, отвораме заграда и го селектираме опсегот на посакуваната табела. Во овој случај ги имаме имињата на семејството Андреевич, а тука ги имаме нивните улоги. Значи, се работи за табела која што има апсолутни координати од B3 до C8, но локални координати од 1 од 1, 2 и 6, 2, нели, така би му дошло. Доколку вака ја поставиме индекс формулата, само го одредиме опсегот и ја затвориме заградата, тогаш во оваа келија ќе се копира целата табела, затоа што е индексирана целосно и затоа што индексот ја дава содржината, индекс формулата ја извлекува содржината од одредената келија, значи во овој случај од сите келии во овој опсег. Доколку ја модифицираме формулата, нели, и тука еве може да видите дека помошта ни сугерира. Доколку ставиме запирка
и напишеме број 1, например, тоа го означува редот. Во овој случај тоа би бил број 1. И ако овој пат притиснеме Enter и ја затвориме, формулата тогаш ќе видиме дека го извлече само првиот ред од оваа локална табела. Значи Димитрија, таткото. Ајде уште дополнително кога домодифицираме оваа формула, пишуваме, например, втора колона, значи уште една запирка и уште еден број, односно го назначуваме локалниот индекс на колоната, број 2, тогаш во овој случај ќе ни го даде само таткото, затоа што влегува формулата во индексот и ги спојува ред 1, локалниот ред 1, значи не е редот 3 од апсолутниот индекс или од апсолутните координати, редот 1 со колона 2 и ни го дава таткото. И ова е исклучително корисна формула за извлекување на содржина врз основа на даден индекс во локална табела. Но проблемот е што не секогаш ние се сеќаваме на каде, што се наоѓа во табелата, посебно во табели кои што имаат огромен број на податоци. И тука, например, може да искористиме формулата match, која што е обратна на некој начин од индекс, односно таа изолира позиција во листа. Односно ни кажува, доколку напишеме, например, Симон, да го пребара Симон, да го најде како термин и да ни каже во која позиција во индексот се наоѓа. Како изгледа тоа? Еве да започнеме да пишеме еднакво и пишеме match, отвараме заграда и сега помошта не вели search key. Значи, битно е што пребаруваме прво. Пишуваме, отвараме наводници, односно го бараме терминот Симон, само ако не се гледаат, затворам помошта. Значи го бараме терминот Симон, инаку формулата match е оно што би се рекло на англиски case insensitive, значи не е битно дали почнувате со голема или со мала буква. Потоа пишуваме запирка, го даваме опсегот во кој што формулата match треба да оперира, значи вели пронајди го овој збор Симон во оваа листа на зборови, еве значи од B3 до B8 во апсолутни координати, запирка, пишуваме 0 и формулата match користи еден модификатор, односно доколку напишеме 0, тоа значи да ни ја даде екзактната вредност на келијата. Ако пишува, например, Симон, да ни изфрли Симон, токму како што е напишано, но match исто поддржува, например, приближно пребарување на индексот или заокружување, што во овој случај нам не ни е потребно и навлегува во друга проблематика, затоа само ќе го напишеме на овој начин, како, тоест да ни ја извлече екзактната вредност од листата. Доколку притиснеме Enter, би требало да ни го даде бројот 3, затоа што Симон се наоѓа во третиот ред, назначен во листата со апсолутни координати B3 до B8 и така, како што и очекувавме, ни го даде бројот 3. Значи, Симон има индекс 3, односно ни го дава редот, позицијата во контекст на оваа табела. Сега како може, значи овие две формули индекс и match да ги искомбинираме со цел да направиме еден вид на динамичен пребарувач. Например, задачата е следна. Кога би напишале некое име на еден од овие ликови, ние би сакале тука, во оваа келија, во келијата на улога, да добиеме улогата на ликот кој што го пребаруваме. Сега замислете, ова е мала табела со цел да се демонстрира ова алатка, но замислете ако имате некоја табела со илјадници, да речеме редови, илјадници, колони и така натаму, ова би била исклучително полезна алатка за операција. Сега како го правиме тоа? Кликаме во полето улога и сега да напишеме таа вгнездена формула која што ги комбинира индекс и match и
нели нормално како и секогаш започнуваме со знакот за еднакво, кој што му кажува на Excel дека сега ќе користиме формули и почнуваме со индекс. Отвараме заграда, го даваме опсегот како и претходно на податоците во нашата локална табела, значи тие се со апсолутни координати B3 до C8. Потоа пишуваме запирка и сега вгнездуваме формулата match во која што велиме. Значи велиме сега вака. Прво и велиме на match. Погледни што пишува во оваа келија D3 запирка, значи види што пишува во келија D3, потоа во оваа листа со овој опсек запирка пребарај и дајни онаа содржина точно која што ја пишува во споредба со пребаруваниот термин кој што го пишуваме во D3 запирка, затвораме заграда, пишуваме запирка и сега всушност овој термин match го представува редот на индекс. Ако се сеќавате, сега малку ќе излеземе за представува само момент да не ми се изврши формулата, го представува редот во индекс и тука само треба да ја додадеме колоната на формулата индекс, тоест колоната 2 во овој случај, затоа што нам не е потребна улогата да ни ја исфрли нашето пребарување. Пишуваме 2, ствараме заграда. Did not value, каде имам сгрешено? Само момент да видам. Аха, добро, ми вика not available затоа што се уште немаме пребарано термин. И сега вака напишана оваа комплексна формула би довела до следниот резултат. Значи, кога тука би напишале, например, Димитрија и притиснеме Enter, формулата динамички ќе ни ја напише неговата улога, значи на ликот кој што го пребаруваме. Значи, ќе види што е напишано тука во оваа келија, ќе оди во индекс, во оваа локална табела, ќе најде позицијата на ова што го пребаравме и ќе ни ја исфрли во улога. Значи, направивме еден динамички пребарувач. Еве доколку го смениме терминот Марија и притиснеме Enter, ќе ни даде улога на мајката. Ако пишеме, например, Вера, и забележувате дека пишуваме со мали букви, затоа што функцијата, тоест формулата match е case insensitive, или не е битно дали пишувате со мали и со големи букви, и притиснеме Enter, ќе ни даде Сна, жена на Симон. И сега замислете, ова може да го употребите и во некоја поголема листа, поголема огромна табела на податоци со телефонски броеви, адреси и така натаму. Значи да се направите еден свој пребарувач кој што динамички ќе обновува содржината, например, во одредено поле со помош на комбинирање на овие две формули индекс и match. Ево уште наш Андреја е најмалиот син, Марија е мајката. Се надевам дека уживавте и во оваа лекција. Доколку имате прашања или ви остана некои работи нејасни, може да ни пишете да ни исконтактирате на имејлот contact@nzs.mk или да ни напишете коментар веднаш под ова видео на YouTube или пак под видеото кога ќе го објавиме на нашиот вебсайт nzs.mk.